Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Ристо Пенов, поранешен министер за локална самоуправа и некогашен градоначалник на градот Скопје, Магдалена Чадикоска-Кузмановски, активистка за социјална правда и социјална менторка, и Иво Солдатовик и Бојан Петков од групата Летечки пекинезари. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот. Верувам дека сте заедно со нас уште рано изутрина од 6:45 па се досега. Честа привилегија ми е заедно со мојот уредник Роберт Јанков да имаме одлични гости во студиото. Роберт е официјално пред камерите. Добро утро. Да, ние се поздравивме уште рано наутро. Добро утро, уште еднаш поздрав до тебе, поздрав до гледачите. Ако ги делиме во делови сето она што го дискутираме и го имаме како дел од емисијата, веќе 2 дела се зад нас. Одиме со оние каде што ги представуваме гостите, кои што ни представува особено задоволство, се дружиме со нив и да отвориме доста интересни и актуелни теми. Така, полно студио, но како што е редот, уште еднаш каде се ги најавиме, веднаш до мене Иво Солдатовик. Добро утро и добре не дојде. Добро утро, добро ве најдов. Веднаш до тебе Бојан Петков. Добро утро. Добро утро. Веднаш до вас Магдалена Чадиновска-Кузмановски. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро и од мене. И на крајот од ова убаво друштво, господинот Ристо Пенов. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро. Добар ден веќе. Добар ден. Зависи кој дел од денот сте се разбудиле, господине Пенов. Да започнеме со вас, ние се будавме уште многу одамна и со една интересна тема за бракот, за семејството, за се она што ни се случува. Па прво прашање до вас како еден репрезентативен пример. Со вашата сопруга Нада сте уште од средношколски клуби. Која е тајната за успех? Епа, не ја издавам тајната, сите да ја научат, ќе си ја чуваме. Не можам да ме изненадивте малку и со прашањево, не можам да ја дефинирам, но тоа се карактери, односи, трпение, љубов, соработка, што друго да кажем, 50 годишно искуство. Да ви се множат годините. Малку подоцна со дополнителни прашања, но еве Магдалена, вие работите на една интересна проблематика, ресоциализација на жени и се останато, но прво да ве прашаме и вам на оваа тема. Бидејќи вие сте толку години во брак, иако вака сте млади, но сепак рано омажени, па имате ли тајна за вашиот успех? Па би рекла дека ние уште од самиот почеток некако баш убаво се пронајдовме. Немавме време да ни биде досадно, многу често патувавме. Мојот сопруг е бивши спортист, сега е тренер, меѓутоа заврши со кариерата на професионално играње. Имавме прилика да живееме секаде во Европа. Никогаш не ни беше досадно, секогаш се поддржувавме, него кога му требаше поддршка, јас бев прва да го поддржам. Сега кога мене ми треба, он е секако тука. Така да, некако сме исто воспитани, имаме исти вредности од семејни кои не поврзуваат, се почитуваме, се сакаме и уште сме заедно, повеќе од 20 години. Да трае уште многу години. Патувањата помагаат, така? Па не, изгледа не се гледавме често, не беше често одсутен на утакмица. Не, се шалам, спортистите инаку имаат по мене некои поинакви вредности, зашто од мали се учат на некој посебен режим на живот и посебни навики. Можеби и тоа помогна, можеби мојот темперамент. Секако двајца се потребни. За се се потребни двајца, па и за ова. Во оваа комбинација само Бојан не е предаден на брак и семејство. Бојан, се уште верувате ли во бракот како институција? Секако дека верувам, но кај мене не е случајот, ето тоа. Така. Се надевам дека следно гостување ќе имаме нова приказна, но Ова секогаш го зборат луѓе. Кога ќе се жениш, како доста досадно прашање. Така. Иво, 9 години брачна заедница. Неполни 10. Така. Па еве како млад во оваа комбинација, како вие гледате на оваа тема? Па пред се љубопитноста за човековата суштина, се многу досадно филозофски звучи, ама професорски. Се е непознато и нема потреба да бараме одговори на многу нешта. Карл Саган вика дека парафразирам, во огромната бесконечност на универзумот и на толку многу непознати работи, ништо друго не ни останува освен љубовта. Тоа е така една
реченица, мисла. Убава реченица Ми и се мисла. допаѓа. Љубовта кон главниот град ја имаме бар сите што сме скопјани, сите што сме останати да живееме во Дали ја Скопје. имаат сите? Да. Сликата во градот не покажува така. За жал имаме поинаква слика на градот. Вие бевте единствен Велешанец кој што беше татко на нашето Скопје и тоа 2 мандати. Па господине Пенов, како гледате на Скопје денес? Што ни се случува? Многу е различно Скопје од тогаш. Ако ве внесам во тие приказки, јас кога бев градоначалник, ти ви кажам дека јас го отворив првиот супермаркет на Веро во Скопје. Во аеродром. Така. Кај Рударски. Кај Рударски, институт. Джамбо, Тафталиџе, тие се многу после. И првиот супермаркет на Тине, значи, ние тогаш купувавме во едни... Гранапчиња. Така. Но имаше душа и во тоа. Да си Секако, луѓето од секако. Гранапчето Сакам го кажам, познаваат. Многу е различен градот. Немаше мол. Рамстор, Сити мол, изглед не постојат. Ниту еден. Ниту еден. Само ГТЦ што ни беше. ГТЦ, да. Жална е приказната што ГТЦ живее денеска. Тоа е исто наш однос кон работите, без оглед леви, десни или не знам кој, се работи за 30 годишно пропаѓање на нешто што е повредно од тоа што се изгради. Стандардите што ги има ГТЦ, Ги нема ни еден трговски центар кој што така. Сити мол ги нема. Во него влегува камион на рампа со лифт, од внатрешна страна ги снабдува. Тоа е една... Така. Архитектите кои работеа се поинакви стандарди, но да зборуваме со значи сакам да речам и покрај сето незадоволство Скопје е многу развиено од тогаш до сега. Тоа што не е добро во Скопје е негрижата кон Скопје. Сега имаме и градска управа која не се грижи доволно, но и ние како граѓани. Ти видите, загадувањето го создаваме сите ние. Некој е надлежен да го решава. Ама сите ние загадуваме, а не се грижиме да го намалиме тоа. Светот оди во ново, ја како да речам, на новиот градоначалник се плашам за да влезе во канцеларија. Каде го добива Скопје, што треба да направи? Ние бевме во Стоколм веќе ѓубрето со вакуум цевки од зграда се излегува, не камиони, не контейнери, а ние не можеме да го средиме. Автобуси нема и ќе нема без оглед кој ќе победи на следни избори. Затоа што јавниот превоз веќе не е нови 100 автобуси. Тие 100 нови автобуси најрано може да се распише тендер 26-та, најрано да стигнат крајот на 26-та, отиде мандат. А 100 се малку. А 400 4 години. А не е проблемот во јавниот превоз само автобусите, нови автобуси. Целиот систем е руиниран. Сакам да речам, ние сега се наоѓаме пред локални избори, кои се рече си известни, кои ќе ги добија. Ама ние не разговараме што очекуваме, не даваме сега задача, ти ќе станеш градоначалник, јас сакам воздухот вака, цементара, да ја има, да ја нема нигде, у светот нема цементари у град. Сакам да речем, не проектираме задача сега малку пред почетокот да разговараме, ама ние не сме моќни. Не. Најголемата моќ е во граѓаните. Секој само постојано ослушува што мора да направи. Кога ние викаме, добро, дајте шанса, дајте време, ајде да видиме, ајде да почекаме, тогаш не, ќе добиеш ова што го имаш. Граѓаните вам ви дадоа 2 мандати. Со кој проект најмногу се гордеете?
Сега да ви кажам, значи, најголема гордост ми е патеката покрај Вардар, иако може би тоа не е најзначаен, но тоа беше една руина покрај Вардар. Ја имаме се уште од оваа страна од Канал 5. Да, јас не сум одел на ове. Тоа беше едно ѓубриште до Камени мост. Од тука тргаше низ ѓубриште до на обраснато. И направиме многу корисна и многу искористена патека. Инаку, истото го направивме со Калето, потоа го истражува, нешто го разрушија и сега не функционира. Да речем автобуската станица. Никој не ја забележува. Тоа беше една руина во центарот на градот. Да не ја споменуваме, наш колега Александар Видиновски имаше многу убава статија токму за сторија за автобуската, денеска е тажна автобуската станица која што имаме во главниот град. Да. За жал. Не сум Не сте ја посетиле. Не сте патувале со автобус до Охрид или до некој од градовите? Од аспект на запуштеност? Запуштена, целосно руинирана и... Не, може би. Јас говорам... 2000-та. Тоа беше во центарот на Скопје. Така. Еден никаков објект, автобуси доаѓа, непријатност. Но не успеавме да реализираме до крај идејата, бидејќи пренесувањето на автобуската под железничка, идејата на Живко Поповски, архитектот, беше тука да направиме едно зеленило кој ќе не внесе во чаршијата и во Калето, меѓутоа други интереси, нели, таму направија објекти кои го зафатија просторот. Не можам да речам лош, не лош, но не од тој аспект. Инаку најпозната е мојата Водњанска што ја направивме, иако и други како Водњанска направивме. Но сакам да речем беше едно време на голем ентузијазам, на желба да се направат проекти и на радување со тие проекти. Тоа денес не може да го видите. И тоа можам да речем дека беше резултат на една тимска работа и на луѓето околу мене, советници околу мене, но и на таа администрација што ја затекнав, што се сите плукаат и јас 96-та во градот влегов со идеја дека сите треба да се избркат, тоа се неработници. Што ќе ми со? Да. И тоа се случува сега во градот. И сега немате никаква институционална меморија. И градот и цевки од оздола, и кабли. И тоа ако некој не го следи, ти ќе направиш една улица, но градот може да застане на секој чекор. Таа инфраструктура, некој треба да ја знае, да познава како се одржува и да ја развива. Тоа со политички ставови, со доаѓање од надвор не може да се направи. Може ли идниот градски татко да го врати Скопје во полн сјај? Па сигурно дека може, но говорам да со кои тешкоти ќе се соочи. И со кои очекувања се денес. Очекувањата се големи, но верувам дека господја Магдалина и вие се соочувате со постојани очекувања од жените кои вам ви се обраќаат, иако како велат во една ваша статија, во нашето општество се уште се срами жртвата наместо насилникот. Да, за жал навистина е така. Ние кога зборуваме на оваа тема не сакаме да имаме помоќни одговори за некој да не прочита, него за жал ова е реалната слика. Јас барем со оние жени со кои што работам, без разлика што на крај излегуваат како победнички од сите овие приказни со се ова што тие го живееле. Навистина по мене нема да биде силна изјавата ако кажам дека по мене се тоа најсилните луѓе што чекорат по оваа планета, затоа што да бидете жена жртва секаде во светот е многу тешко, меѓутоа да бидете жена жртва во Македонија или во овие земји, верувајте дека е уште потешко. Пред се вие се соочувате со предрасуди, вакви како што ја кажавте вие оваа изјава, ја што ја кажав,
затоа што многу од нив и него напуштаат насилникот баш заради тоа што се срамат. Што потоа? И што потоа е најчестото прашање? Што потоа секако стои и оправдано, многу е оправдано, затоа што овдека многу често се случува прво да ве тепа насилникот, а потоа да ве тепа системот. И тоа е навистина така. Ако не излезе некој во пресред да ве поддржи, да ви помогне, вие навистина лутате и ќе направите грешка можеби уште поголема, а тоа е да се вратите назад во насилната средина. Тогаш од пракса имаме уште потешки примери кога се случува и фемицид, затоа што и жената веќе се изморува од она напуштање, кога знае дека повторно ќе се врати, кога нема да има избор, а и со тоа го челичи на некој начин насилникот, затоа што и него му се потврдува фактот дека она навистина нема избор. И има многу ситуации зашто е тоа така, за жал. Пред се е така, затоа што ако тргнете и наназад, во ова се уште патриархално општество во кое што живееме, ако имате вие син и керка дома, од наследството се му останува на синот. Керката ќе се омножи, она ќе се оформи друга брачна заедница. Керката како да е небитна. И она е неважна во прекасната. Мислам, беше така, за среќа се менуваат работите, да. И кога она ќе се врати во матичниот дом, веќе тоа не е матичен дом за незе. Тука е братот со неговото семејство. Тоа е најчесто заедница, стан, куќа во која што веќе условите стануваат тешки за живот. Така. Сигурни куќи имаме многу малку и тие кои што се треба да го дискутираме квалитетот на сместување. Еве, пошто зборевме дека ќе има повторно избор на градоначалник, мислам дека тема за која што сериозно треба да се занимава е ова, затоа што многу теми ќе има новиот градоначалник. Да, па тука сме отворени да ги предложиме и не само да посочиме што не чини, така, пошто тоа е многу лесно, него да ги поддржиме сите тие кои сакаат навистина да направат промена со идеи од теренот, пошто како што зборува гласно теренот, никој така не зборува. Така. Како што зборува гласно музиката, никој не зборува. Само мал дел од групата Летачки пекенезери, Бојан, еве, како лидер на групата, не го ставивте името Бојан, но ставивте Летачки пекенезери за да бидете различни во джезот, бидејќи сите джез групи го ставаат името на оној кој што е лидер на групата. Од многу одамна до денеска, како обстојува Летачки пекенезери во едно општество каде што музиката е деградирана, девалвирана, како и системот за кој што зборуваме? Па најпрво да ти се заблагодарам, зашто не често добиваме шанса да се појавиме на телевизија и пред да почне оваа емисија не зборувавме дека многу малку се обработуваат тие содржини и после луѓето кога ќе се сретнат со нешто тако, зашто не ве знаеме ние, прашуваат такви прашања. Тоа е зашто не се обработува, тоа зашто популизмот дефинитивно победи во нашата земја, а и во светот. Значи се гледа како да се стигне до кликови, многу често и гледаш такви кликбейтови на сите страни, значи кога ќе отвориш телефонот ти вика, во Скопје имаше земјотрес, си викам како ја не го осетив како секој ден има земјотрес во Скопје. И супер што сме тука. Летачки пекенезери обстојува добро во однос на тоа какви се условите што ни се дадени. Мислам дека ептам добро обстојуваме и се уште постоиме, иако мораме да работиме други работи, не можеме само на тоа да се ослониме. Така. А инаку исто така не сум јас лидер на бендот. Јас ја правам музиката и помагам. Како основач заедно со Иво. Ајде, извинете што ве извинете што ве одвој. Нема да прифаќаш да бидеш управител. Извинете што ве одвоив. Заедно сте основачи или Роберт како што ме управител, ТП, како и да веќе формално, правно ги и изведувачите треба некако да се именувани во целото културно општество за да обстојуваат. Пред малку изборувавме дека како изведувачи така во последно време ќе бидете дефинирани, но Иво и Бојан, имавте идејата обстојува и имате дури имате и музички изданија кои што се зад вас. И многу концерти пред вас, не само во Македонија, не само во Скопје, Словенија, Косово, Марибор, каде се на агенда имате поставена? Така се да набројувам, не знам, не ми текнува, ме имаме свирано на многу места и е убаво искуство е да се патува пред се со луѓе кои ги сакаш, кои се истомисленици, одите да го правите тоа што го сакате, да презентирате, ние свириме авторска музика, значи да го презентираш тоа што го сакаш и одлично искуство. Би сакал да има повеќе. Најголемата трема ја имате на 30 години Скопска пивара, каде што во интимен амбиент свирите за джез фестивалот. Да се сеќавам, да.
Да ве навратиме на тоа време. Добро сте истражила, значи за нас таму се Александра е допаѓа. темелна доволно. Така. Кое е чувството да пред джез музичари од светот, собрани како привилегија на 30 години одбележување на нешто што е синоним за Скопје, застанете и вие одсвирите вашата музика? Слободно. Сака во РП, тоа е зезното дека сме добри. Ајде. Моето мислење, јас, например, тогаш не се сеќавам дека имав трема, затоа што бевме млади, свиревме тоа што свириме, сега да свириме, ќе свириме. Денеска би размислувал поинаку, денеска би пробал да направам некаков концепт како ќе пристапиме кон музиката, кој ќе слуша, како ќе слуша, да има и за овој, да има и за оној. А тогаш мислам дека не беше гајле. Бојан? Уживам да свирам за луѓе што ги интересира и сме збореле со Иво многу често кога свириме, ако никој не е заинтересиран за тоа што го правиме, веќе и после 15 минути ја губиш кондицијата и ја губиш таа конекција со мислата собствена. А например некој кога те слуша и кога гледаш дека се интересира за тоа и дека е ентузијаст за таа тематика, се менува целата игра. Значи, еден човек да има што е заинтересиран, се менува целата музика. И затоа во музиката, например, повеќе од демократијата се чувствува тоа колку е битен секој човек. Зашто ако гледаш дека сите се заинтересирани и сите се вклучени, тогаш и музиката станува поинаква и се случуваат некои моменти што Има нешто, јас сакам да го откриам како тајна од пред многу години, бидејќи јас, на пример, неговиот брат сме генерација од прилика и неевме тогаш друштво ентузијасти кои што се обидуваа да свират некаква музика од типот на Металика и слично, па неговиот брат ни возможуваше кај него дома, кога е сам, да се собереме неколку луѓе, на така недобри другари, да музицираме, да имаме и видео снимки. Тој знаеше, кога беше помал на сега, да дојде да прочита. Интересно е тоа што сега тој стана подобар од сите нас заедно. Значи, никој не продолжи да се занимава со тоа, било ми што ете Бојан успеа да биде онаму каде што е сега, но тоа е на така едно убаво сеќавање од времењата каде што најголема преокупација не беа музиката, филмот и Загорја Алан Форд, например. Убавите нешто. Огромен поздрав до Филип Петков, кој што има сосема поинаква професија. Може и тој да не биде гостин од оваа страна, бидејќи има убава приказна да раскаже. Но господине Пенов, ако ги слушавме музичарите дека сакаат да ги слушаат оние за кои што музицираат, колку политичарите сакаат да ги слушаат граѓаните? Или пак едноставно кога ќе седнат во она жешко столче, веќе се забораваат потребите и барањето? Не е така. Може да не се исполнат очекувањата или обврските, но секој се грижи за тоа што луѓето размислуваат, што очекуваат, како реагираат, а друго е контекстот во кој дали можеш да го решиш, па некој дали сакаш да го решиш. Мислам тоа многу малку, обично е дали можеш да го решиш, финансиски, политичкиот контекст, дали ти овозможува нешто да донесеш. Не се така, ја го слушам тој дискурс во јавност, овој дошол за ова. Значи, секој, тврдам, секој доаѓа за да направи најдоброто. Не е секој капацитетен да може и не му се погодуваат коцките на звездите во универзумот. Дали е Совет, дали е политичката партија, дали е коалицијата. Многу работи може да влијаат за да не можеш да го исполниш. Се ние секогаш за екстремите да прерова што се случи ускоро. Нема објаснување. Сите фактори се наместени. И коалиции, и совети, и влада, и капацитетност, и знаење, и уменост. Се ни се погодило да... Ние Скопје тоа што ние денес. Ги споменавте советите, бевте економски советник на господинот Петар Гошев. Па ако денеска ве покани владата да ги советувате во нивниот економски тим, кој совет би му го дале?
на господинот Мицковски. Па тоа не е тоа така у два збора, Еве, имате обсервација. Не, тоа е голем комплекс. Знаете што? Ние живееме во една, некам да заблуда, ние сме Македонија, мала држава, ние многу лесно може да се средиме. Мала држава А зошто не се средуваме? 32 години го живееме. Прво, мала држава е хендикеп. Затоа што малку создава, а трошоците и се многу големи. Мораш да имаш и амбасади, и дипломатија, и војска. Например, еден француз, 1000 французи финансираат еден војник. Не сум го мерал. Океј. У Македонија 100 треба да финансира. Или кај пензионерите. Добро, финансираме и службени возила и службени ручаци, Има дејности кои што Има. Има работи кои треба да се... Работиме домакински, Македонија е многу богата. Не е богата, прво тоа да се разбереме, но ако работиме домакински ќе биде подобро. Тоа можеме да го решиме, да го речеме. А решавањето на проблемите, затоа е нашиот пат кон Европска унија, но тоа веќе се политички теми кај што треба... Еден пример ќе ви кажам, да не ја замарам емисијава. Најдобрата фирма во Македонија е Алкалоид, несомнено, нели? Развојно, научно... Една од така. Па, еве, ајде. Изведува, создава, да. Создава од ништо нешто. И она има извонреден раст, 10%. Но тоа е додатна вредност за Македонија, ако говори, 30 милиони евра. И се со 30 милиони евра ти една клиника не можеш да оправиш. А тоа е најдобрата. А немаме ние такви 1000. Дали имаме 10? Тој наш хендикеп, а замислете фармацеутските во најмалата фармацеутска во Европска унија 6 милиарди. Зашто зборувам? Голема разлика, јасно. Зашто зборувам? Тоа е тој хендикеп кој говорам. Ние сме Македонија, ние треба 3 пати повеќе да вложиме, да сработиме, за да го добиеме тоа што го добива еден просечен европеец. Така. Но да се надеваме на подобро утре, кога сме кај позитивните примери, Магдалина, споделете ни еден позитивен пример каде што сте ја вратиле надежта на жена која што повторно ресоциализирана и ужива во благодатот на тоа што го велиме живот. Па, ја прво морам да кажам дека ние работиме по наша методологија, социјално менторство за работна интеграција, и нашата цел е да ја добие жената онаа поддршка, една од последните поддршки во синџирот на поддршка, а тоа е да најдеме соодветно вработување за нејза и да го задржи тоа вработување, значи да биде вработувањето одржливо. Ова велам дека е многу важно затоа што економски независна жена носи и независни одлуки. Односно, онаа жена, имате и оние кои се емотивно се уште зависни од насилникот, па не сака да ја напушти средината, меѓутоа онаа жена која е зајакната во тој поглед, добила и психолошка поддршка, пошто ова е травматско искуство. Сите знаеме дека некогаш кога во маркет ќе се скараме со некого, па ако е некој другиот понасилен, може цел ден да ви биде уништен. Замислете каков е животот на жена, да не зборам за децата, тоа е веќе друга тема, уште поголема, каков е животот на таа жена кога таа секојдневно физичкото насилство е само една од низите на насилство кои таа ги претрпела. Обично никогаш не е само физичко, секогаш е и економско, и психолошко, и сексуално, за жал. Така да во низите на тие насилства постои едно огромно травматско искуство кое прво треба да се среди, меѓутоа паралелно со тоа некогаш има можност и веднаш да се вработи, а некогаш прво треба таа поддршка да ја добие, секако и правната, затоа што насилникот најчесто и се заканува дека ќе ги земе децата, тоа е најголемиот страф на мајката.
Економски независна жена на вистина, како што кажав, носи и такви одлуки. Ние сведочиме на многу позитивни примери. Ете, рековме дека е мала држава, меѓутоа имаме и во ваква мала држава големи примери. Тука ќе мора да застанеме, затоа што големите примери може ќе ги споделиме малку подоцна по рекламите. А дали независно и самостојно одбираме каква музика ќе слушаме и што ќе гледаме, тоа верувам дека го правите секојдневно со одбирање на најдобриот канал по македонскиот етер. И натаму останете на канал 5, се гледаме по реклами.